Боксерите на Пинк Пантерот Штип имаа успешен викенд во рамки на последното есенско коло на Open Balkan лигата во конкуренција олимписки надежи и притоа ја сочуваа, но минимално ја зголемија бодовната залеха со која заминува на пауза. Овој викенд завршивме и со последните активности на боксерскиот клуб Пинк Пантер, кој настапи на петото коло Open Balkan лигата во конкуренција на олимписки надежи, каде што боксерскиот клуб Пинк Пантер го подобри водството за во есенскиот дел, така да на пролет веќе стартуваме со една, може да кажам, скромна предност која треба да продолжиме да ја задржиме до крајот на вториот дел во пролета и со тоа повторно да го освоиме првото место во Open Balkan лигата на олимписки надежи. Петото коло се одржа во Зренјанин, а Штипскиот клуб од пријавени 10 настапи со 6 боксери. Да истакнем и тоа дека во петото коло кое се одржа во Зренјанин, а воедно и меморијален турнир Звонко Вуин, боксерите на Пинк Пантер, од настапот од пријавени 10 боксери, само 6 зедо учество, останате 4 боксери нема противници поради времето, односно грип настинки кај останате боксери, што беше присутно кај доста боксери кои не дојдоа. Сепак тројца боксери забележаа убедливи победи, боксерот Езел Шабан, Мухамед Мемедов и боксерот Зулфикер Бајрам. Мечот на Марко Чурлиновски бил прекинат поради краварење носот, а во рамки на петото коло со пораз се соочија Лазар Димитров и Ненад Наков. Може да кажам слободно дека сум задоволен од целиот учинок што го дадоа боксерите и успехот кој го понесоа боксерскиот клуб Пинк Пантер. Штипскиот клуб Пинк Пантер, предводен од тренерот Петар Чурлиновски, заокружи успешна 2025 година со второ место во Македонската лига, второ место екипно на меѓународен турнир во Словенија, прво место на Open Balkan олимписки надежи и бронзен медал од Европското првенство на Иса Бајрам. Предизвиците во 2026 година започнуваат во месец февруари со мечевите од шестото коло на Open Balkan олимписки надежи, а тренерот Чурлиновски очекува одново да се освои првото место со потврда во последното 8 коло кое традиционално се одржува во Охрид.